Пехчево раздвижено како никогаш досега. Причината е петото јубилејно издание на Трубачкиот фестивал. За разлика од минатата година, општината ги прави сите напори околу обезбедувањето на доволниот број на сместувачки капацитети за гостите кои што се очекуваат од земјава и странство, истакна градоначалникот на општина Пехчево Игор Поповски. Лани некаде преба нашата евиденција имавме над 20.000 луѓе, оваа година очекуваме да имаме поголем број. Посебно со сместувачки капацитети сме малку подобри за разлика од лани, затоа што ќе почне до пред фестивалот да работи и хотелот што е во центарот на градот и имаме неколку други спремни апартмани, така да верувам дека сите што ќе дојдат ќе бидат задоволни, а од друга страна со самите гости правиме афирмација за местото, промоција на нашите убавини што ги нудиме. Освен трубачките оркестри од Балканот кои што ќе настапат во ревијалниот дел, во рамки на програмата на фестивалот во текот на сите вечери ќе продефилираат познати музички имиња од македонската естрада, меѓу кои Викторија Лова, Александар Митевски, Јордан Митев, Миле Кузмановски и други. За помладите во вечерните часови ќе следуваат настапи на познати балкански диџеи. Фестивалот ќе кулминира во недела на 12 јули кога ќе биде надпреварувачкиот дел за трубачките оркестри. Во неделата ни е надпреварувачкиот дел и после тоа ќе настапи Дани. Во понеделникот ни е затворање на фестивалот, финална вечер. Фестивалот има на национално ниво надпреварувачки карактер, тогаш ќе учествуваат сите оркестри и нормално тоа сме го спомнали многу пати, првите две места, односно тие што ќе освојат први и втора награда, ќе учествуваат на фестивалот во Гуча. Во чест на светите апостоли Петар и Павле на самиот ден на градот Павловден ќе се одржи традиционалниот етносаем. Тогаш ни е празникот Павловден во кој што имаме етносаем, тоа ни е ден на градот во чест на црквата Свети апостол Петар и Павле и тогаш имаме етносаем преку денот и други гости со културно-уметнички друштва од Република Македонија, од Република Бугарија. Инаку општина Пехчево годинава за одржувањето на фестивалот обезбеди околу 700.000 денари.